Ханс Кристијан Андерсен. Грдото пајче. Во селото беше преубав летен ден, а златната пченка, зелениот овес и стогувите сено изгледаа прекрасно. Штркот со неговите долги црвени ноза шеташе наоколу и дрдуреше нешто на египетски, јазик што го имаше научено од својата мајка. Житните полиња и ливади беа опколени со голема шума, во чија средина се наоѓаа длабоки езера. Околината на селото беше навистина прекрасна за прошетка. Блиску до длабоката река, осветлена од сонцето, се наоѓаше стара фарма, а од неа па се до реката растеа магарешки трња кои беа толку високи што под највисокиот од нив можеше исправено да застане мало дете. Местото беше исто толку диво како и средиштето на густата шума. Во ова скривалиште една патка си седеше во своето гнездо и чекаше да се испили низиното потомство. Чекањето веќе ја измори, бидејќи на малечките им беше потребно долго време да излезат од јајцата, а ретко која посетуваше. Другите патки повеќе сакаа да си пливаат во реката, отколку да се качуваат по лизгавиот брег, да седат под магарешкиот трн и да озборуваат со неа. Едно јајце се скрши по должина, потоа уште едно, и од секое почнаа да излегуваат малечки пајчиња, кои ги креваа главчињата и извикуваа: пи, пи. Квак, квак, рече мајката. И тогаш сите почнаа да квакаат, како знаеа и умееа, и почнаа да разгледуваат околината, полна со зелени листови. Мајка им дозволи да разгледуваат колку што сакаат, бидејќи зелената боја е добра за очите. Колку е голем светот, рекоа малите пајчиња, кога открија колку повеќе простор имаа сега, отколку кога беа внатре во јајцата. Мислите, ова е целиот свет? Праша мајката. Почекајте да ја видите градината. Таа се протега многу подалеку од што може да достигне нашиот поглед. Но јас никогаш не сум отишла толку далеку. Дали излеговте сите? Продолжи таа, подкревајќи се. Не, како што гледам, најголемото јајце се уште лежи нескршено. Се прашувам, уште колку му треба, веќе сум уморна од сето ова. И повторно седна на гнездото. Па, како ти оди? Праша една стара патка која дојде да ја посети. Едно јајце се уште не е испилено, рече патката. Не сака да се скрши. Но погледни ги другите. Зар не се најубавите пајчиња кои никогаш си ги видела? Тие се копија на нивниот татко, кој е многу нељубезен и никогаш не доаѓа да ме види. Дај да го видам јајцето кое не сака да се скрши, рече патката. Не се сомневам дека тоа е јајце од мисирка. Еднаш ме убедија да испилам неколку, а потоа и покрај целата моја грижа и проблеми со нив, тие се плашаа да влезат во вода. Квакав и кракав, но без успех. Не можев да ги убедам. Дај да го погледнам јајцето. Да, ова е мисиркино јајце. Послушај ме, остави го каде што е и научи ги другите деца да пливаат. Мислам дека ќе поседам врз него уште малку, рече патката. Веќе седев толку долго, уште неколку денови, нема да променат ништо. Прави како што сакаш, рече старата патка и си замина. Најпосле големото јајце се скрши и младото пајче се појави, извикувајќи: пи-пи. Беше многу големо и грдо. Патката го погледна и извика: многу е големо, не е како другите.
Се прашувам дали навистина е мисирче? Набргу ќе дознаеме. Веднаш штом ќе отидеме во вода. Ќе мора да влезе внатре, дури ако треба, ќе го турнам. Следниот ден, времето беше прекрасно. Сонцето сјаеше врз зелените листови од магарешките трња. И мајката Патка го однесе своето младо потомство во водата и шлапна во неа. Квак, квак, извика таа. И пајчињата почнаа да скокаат едно по едно. Водата им ги покри главчињата, но тие веднаш испливаа на површината и пливаа мошно е добро, веслајќи со ноџињата колку што можат полесно. А во водата беше и грдото пајче кој пливаше заедно со нив. Уф, рече мајката, не е мисирче? Колку убаво ги движи ноџињата и колку исправено се држи. Тоа е мое дете. И на крајот на краиштата, па не е толку грдо кој ќе го погледнеш побаво. Квак, квак. Дојдете сега со мене, ќе ве внесам во одменото друштво и ќе ве запознаам со сите од фармата. Но мора да се држите блиску до мене, бидејќи некој може да ве загне. И најважно од се, пазете се од мачката. Кога пристигнаа на фармата, затекнаа силна врева. Две семејства се тепаа околу главата на една јагула, која на крајот сепак ја однесе мачката. Гледате, деца, таков е светот, рече мајката Патка и си го лизна клонот, бидејќи и таа би ја сакала главата од јагулата за себе. Дојдете сега, употребете ги нозата да видам колку добро може да се однесувате. Подоцна мора да се поклоните на онаа стара Патка онаму. Таа има благородничко потекло и шпанска крв, затоа е толку важно. Гледате дека има црвена лента врзана околу ногата, што означува нешто многу значајно и представува голема чест за една Патка. Покажува дека сите внимаваат да не ја изгубат, а може да ја препознаат и човекот и животните. Дојдете сега, не ги превртувајте прстите. Убаво, воспитаните патчиња ги држат прстите широко раздвоени, токму како нивните татко и мајка. Еве вака, сега свиткајте ги врачињата и кажете квак. Пајчињата направија како што им беше наредено. Но една Патка ги виде и рече: видете, доаѓаат нови пајчиња, како да не ни беа доволно. Колку чудно изгледа едното од нив. Не го сакаме овде. Па тогаш полета и го клупна во вратот. Остави го намира, рече мајката. Не направи ништо лошо. Да, но е големо и грдо, рече зајадливата Патка. Затоа мора да го изфрлиме. Другите се многу убави дечиња, рече старата Патка со црвена лента околу ногата. Сите освен него. Посакувам мајка му да може малку да го подобри. Тоа е невозможно, ваша висост, одговори мајката. Тоа не е убаво, но има добар карактер и плива исто, дури и подобро од другите. Мислам дека кога ќе порасне, ќе биде убаво и можеби нема да биде толку големо. Остана предолго во јајцето и затоа неговата фигура не е пропорционална. Таа потоа го погали по вратот и му ги измазни пердувите велејки. Тоа е патор и затоа не е толку важно. Мислам дека кога ќе порасне, ќе биде силен и способен да се грижи за себе. Другите пајчиња се доволно грациозни, рече старата Патка. Сега раскомотете се и доколку ја најдете главата од јагулата, донесете ми ја. И така се раскомотија. Но кудрото пајче, кој се испили последно и беше грдо, го тепаа и туркаа и му се подсмеваа. Не само патките, туку и целата живина. Премногу е голем, велеа сите.
а мирисот, кој беше роден со мамузи на нозете и си мислеше дека е цар, како брод со полни едра, полета кон него и толку поцрвено од бес, што кутрото мало суштество не знаеше каде да оди и изгледаше прилично бедно, затоа што беше толку многу грдо и целата фарма му се смееше. Така минуваа деновите, а работите стануваа се полоши и полоши. Кутрото пајче беше отфрлено од сите. Дури и неговите браќа и сестри беа нељубезни со него и ќе речеа: "Ах ти, грдо суштество, посакувам да ти изедеше мачката." А мајка рече дека посакува никогаш да не се родеше. Патките го клукаа, пилињата го тепаа, а девојчето која хранеше живината го клоцаше со нога. На крајот тоа побегна. Ја прелета живата ограда и ги преплаши малите птици кои стоеа на неа. "Се плашат од мене, бидејќи сум грд," рече тоа. Потоа ги затвори очите и полета уште подалеку, додека не стигна до големото мочуриште, населено од диви патки. Овде остана цела ноќ, истоштено и тажно. Утредента, кога почнаа да летаат, дивите патки го здогледаа новиот другар. "Каква патка си ти?" рекоа тие, обиколувајќи го. Тоа се поклони и беше мошно и љубезно со нив, но не можеше да им одговори на прашањето. "Ти си екстремно грд," рекоа дивите патки, "но тоа не е важно, доколку не сакаш да се ожениш за некоја патка од нашето семејство." Кутрото, тоа не ни помислуваше на брак. Се што сакаше беше да му дозволат да лежи меѓу трските и да пие вода од мочуриштето. По 2 дена, откако дојде до мочуриштето, дојдоа 2 диви гуски, или поправо млади гусаци, бидејќи немаше поминато долго откако беа испилени од јајцата. Тие беа мошно дрски. "Слушај, пријателе," му рече едното од нив, "толку си грд, што многу ни се допаѓаш. Ќе дојдеш ли со нас и ќе станеш ли птица пресилница? Недалеку од овде има друго мочуриште, каде што неколку убави диви гуски, сите се немажени. Тоа ти е шанса да си најдеш сопруга. Може би ќе имаш среќа таков грд каков што си." "Пау, пау," се слушна во воздухот и 2 диви вовчиња паднаа мртви меѓу трските, а водата се обои со црвено. "Пау, пау," одекна и се рашири во далечината и од трските летнаа цело јато диви гуски. Звукот доаѓаше од сите страни, бидејќи ловците го обколија мочуриштето, а некои од нив дури беа седнати на гранките од дрвјата, наблюдувајќи ги трските. Синиот чат од оружјето се рашири како облаци на темните дрва и додека лебдеше над водата, голем број ловечки кучиња трчаа околу трските, кои се виткаа под нивните нозе каде и да одеа. Колку само го исплашија кутрото пајче. Тоа го наведна главчето за да го скрие под крилото и токму во тој момент покрај него помина огромно страшно куче. Устата му беше отворена, а јазикот исплазен, а неговиот поглед влеваше страв. Тоа го втурна носот близу до пајчето, ги покажа острите зави и потоа шлап-шлап влезе во водата без да го допре. "Уф," воздигна пајчето. "Колку сум благодарен што сум грд, дури кучето не сака да ме гризне." Тоа остана да лежи мирно, додека низ трските грмеа куршуми над него, прелетуваа и стрели. Веќе беше доцна и се смири, но дури и тогаш кутрото суштество не се осмелуваше да мрдне. Чекаше мирно неколку часови, а потоа, откако внимателно разгледа наоколу, излета од мочуриштето најбрзо што можеше. Бегаше преку полето и ливадата,
се додека не почна бура и му беше тешко да се бори со неа. Вечерта најде на мала трошна колиба, која само што не беше падната и стоеше само затоа што не можеше да се одлучи на која страна да падне. Бурата беснееше толку силно, што пајчето не можеше да продолжи понатаму. Седна до колибата и забележа дека вратата не е сосема затворена, бидејќи една од чарките беше скршена. Затоа, близу до прагот, имаше тесен отвор, доволно голем за да се протне низ него, како што на брзина и направи и си најде засолниште за ноќта. Во колибата живееа една жена, еден мачор и една кокошка. Мачорот, кој господарката го нарекуваше мојот мил син, и беше миленик. Тој можеше да го извие грбот и да преда и можеше дури и да фрла искри од крзното, ако го погалеа на погрешен начин. Кокошката имаше многу кратки нозе и затоа беше наречена кратконогата. Таа несеше убави јајца и нејзината господарка ја сакаше како сопствено дете. Утредента, чудниот посетител беше откриен и мачорот почна да преде, а кокошката да крака. Каква е таа врева, рече старицата, гледајќи наоколу по собата. Но видот не и беше баш добар. Затоа, кога го здогледа пајчето, помисли дека е дебела патка која побегнала од дома. Ах, каква добивка, извика таа. Се надевам дека не е патор, затоа што така ќе си имам и паткини јајца. Морам да почекам да видам. И така, на патчето му беше дозволено да остане 3 недели на проба. Но јајца немаше. Затоа мачорот, што беше господар на куќата, а кокошката господарка, тие секогаш велеа: ние и светот, затоа што веруваа дека тие се половина од светот. И тоа подразбира половина. Пајчето мислеше дека можеби другите имаат различно мислење во врска со ова прашање, но кокошката не сакаше да слушне вакви сомнежи. Можеш ли да носиш јајца? Праша таа. Не. Тогаш најљубезно те советувам да си ја држиш устата затворена. Можеш ли да го извиеш грбот, да предеш или да фрлаш искри? Рече мачорот. Не. Тогаш немаш право да го изразиш своето мислење кога зборуваат учени луѓе. И така, пајчето разочарано и тажно си седна во ќошот, се додека сонцето и свежиот воздух не влегоа во собата низ вратата и почувствуваа огромна желба да заплива во водата. Па не можеше да издржи да не и каже на кокошката. Каква бесмислена идеја, рече кокошката. Нема што друго да правиш, па затоа ти текнуваат такви глупости. Да можеше да предеш и да носиш јајца, немаше да биде така. Но толку е прекрасно да се плива во водата, рече пајчето. И се чувствуваш толку свежа кога ќе ти ја покрие главата додека нуркаш до дното. Прекрасно, навистина, рече кокошката. Ти мора да си луд. Прашај го мачорот, тоа е најпаметното животно што го познавам. Прашај го дали би сакал да плива или да нурка во водата. А јас нема да го кажам моето мислење. Прашаја нашата господарка, старицата. Не постои помудар човек на светот од неа. Дали мислиш дека таа би сакала да плива или да дозволи водата да ја покрие главата? Не ме разбирате, рече пајчето. Не те разбираме. Се прашувам, кој може да те разбере? Дали мислиш дека си попаметен од мачорот и од старицата? За себе нема да може да кажам ништо. Нема ни да помислуваш на такви бесмислици, дете, и биди благодарен што си имал среќа, па те примивме овде. Зар не доби топол дом и обкружување од кое можеш да научиш нешто? Верувај ми,
Ти зборувам за твое добро. Можеби ти кажувам непријатни вистини, но тоа е доказ за моето пријателство. Затоа те советувам да несеш јајца и да научиш да предеш колку што е можно побрзо. Мислам дека морам повторно да одам надвор во светот, рече пајчето. Да, оди, рече кокошката. И така пајчето ја напушти коливата и наскоро најде вода во која можеше да плива и да нурка, но беше отфрлено од сите други животни затоа што беше грбен. Дојде есента и лисијата во шумата станаа портокалови и златни. Потоа, кога зимата се појави на прагот, ветрот ги дувна и почна да ги виори во студениот воздух. Облаците на тежнатиот град и снег се спуштија ниско на небото и гавранот, кој стоеше на папрата, извикуваше: Гра, гра! Да се стресеш од студ кога ќе го погледнеш. Сето ова му изгледаше премногу тажно на кутрото мало пајче. Една вечер, веднаш штом сонцето ги осветли облаците, од грмушките се појави големо јато прекрасни птици. Пајчето никогаш претходно немаше видено вакви птици. Тоа беа лебеди, кои ги извиваа нивните грациозни вратови, додека нивните меки пердови блескаво се белееа. Тие испуштаа единствен звук, додека ги ширеа чудесните крилја и од овие студени краишта полетуваа кон потопли земји преку морето, додека се искачуваа се повисоко и повисоко во воздухот. Грдото пајче почувствува нешто чудно додека ги гледаше. Тоа се заврте околу себе во водата, го потегна вратот кон нив и испушти толку чуден крик, од кој и самото се исплаши. Ке може ли некогаш да ги заборави овие прекрасни, среќни птици, кога најпосле тие се изгубија од видикот, тоа се нурна во водата и возбудено повторно исплива на површината. Не го знаеш името на овие птици, ниту пак знаеше каде одлетаа, но почувствува нешто што никогаш претходно го немаше почувствувано за ниту едни други птици на светот. Тоа не им завидуваше на овие прекрасни суштества, затоа што не му ни паѓаше на памет да посака да биде убаво како нив. Кудрото грдо суштество колку би било среќно дури со патките, ако барем малку го охрабреа. Зимата стануваше се постудена и постудена. Тоа мораше да плива во водата, за да не замрзне. Но секоја ноќ, местото во кое пливаше, се повеќе се стеснуваше. По некое време, водата замрзна и мразот пукаше при секое негово движење, така што мораше да весла со ноџињата колку што можеше, за да не дозволи мразот сосема да се затвори. Најпосле беше толку истоштено, што остана да лежи безпомошно на мразот и замрзна. Рано утрината, еден селанец, кој поминуваше одовде, забележа што се случило. Тој го искрши мразот на парчиња со неговиот дрвен чевел и го однесе пајчето дома кај неговата жена. Кутрото мало суштество оживеа од топлината, но кога децата посакаа да се играат со него, тоа помисли дека сакаат да му направат нешто лошо. И така скокна преплашено. Летна кон тенџерето полно со млеко и го истури. Тогаш жената плесна со рацете и го исплаши уште повеќе. Тоа полета најпрвен кон бурето со путер, потоа кон садот со брашно и пак надвор. Каква мешаница! Жената вресна и замавна кон него со машата, а децата се смееа и врескаа и паѓаа едно врз друго, обидувајќи се да го фатат. Но за среќа им избега. Вратата беше отворена. Кутрото суштество успеа само да се лизне во грмушките и прилично истоштено да се легне на свежо паднатиот снег. Би било премногу тажно да се прикажува за сите страдања
и тешкоти низ кои помина кутрото пајче во текот на студената зима. Но кога таа помина, едно утро, додека си лежеше во мочуриштето, меѓу трските, тоа ги почувствува топлите сончеви зраци и слушна весела песна. Погледна наоколу и виде дека се околу него е во последен цуд. Тогаш младата птица почувствува сила во крилјата. Замавна со нив и се издигна високо во воздухот. Тие го носеа понатаму, додека не пристигна до една голема градина, без да знае како се случило тоа. Јаболкниците цветаа, а миризливиот јоргован ги имаше пуштено долгите зелени гранки до потокот, што го заокружуваше мекиот тревник. Се изгледаше прекрасно во свежината на раната пролет. Од блиската шума дојдоа 3 прекрасни бели лебеди, шушкајки со пердувите и пливајки по мазната вода. Пајчето се сеќаваше на прекрасните птици и се почувствува понесреќно од кога било. Ке летнам кон оние кралски птици, извика. И тие ќе ме убијат затоа што сум грд и се осмелувам да се појавам пред нив. Но не е важно. Подобро да ме убијат тие, отколку да ме колваат патките, да ме тепаат кокошките, да ме клоца девојката која храни живината или да умрам од глад во зима. Тогаш полета кон водата и заплива кон прекрасните лебеди. Во моментот кога го забележа странецот, побрзаа да го дочекаат со расширени крилја. Убијте ме, рече кутрата птица и ја наведна главата до површината на водата, чекајќи ја смртта. Но, што виде во бистриот поток? Се виде себе си. Сепак, тој веќе не беше темна сива птица, грда и непријатна за гледање, туку грациозен и прекрасен лебед. Да се биде роден во паткино гнездо, на фарма, е сосема неважно ако си испилен од лебедово јајце. Сега му беше мило што претрпе толку тага и неволи, бидејќи тоа му помогна да ужива уште повеќе во сите задоволства и целата среќа што го обкружува. Големите лебеди запливаа околу новодедениот и го погалија по вратот со клоновите, посакувајќи му добре дојде. Наскоро во градината дојдоа неколку деца кои почнаа да фрлаат леб и колачиња во водата. Види, извика најмалото од нив, има еден нов, а другите воодушевено потрчаа кон нивните татко и мајка, танцувајќи и плескајќи со рацете, извикувајќи радосно. Има уште еден лебед, дојде нов. Потоа почнаа да фрлаат повеќе леб и колачиња во водата велејќи. Новиот е најубав од сите, млад е и убав. И старите лебеди му се поклонија. Тој малку се засрами и си ја скри главата под крилото, затоа што не знаеше што да прави. Беше премногу среќен и не беше горделив. Тој беше прогонет, презрен, поради неговата грдотија, а сега слушна како велат дека е најубав од сите птици. Дури и јоргованот му се поклони до водата пред него, а сонцето грееше и сјаеше во полн сјај. Потоа затрепери со пердувите, го изви тенкиот врат и од дното на срцето радосно извика. Никогаш не сонував за ваква среќа додека бев грдо пајче.